Изградбата на патната инфраструктура и брзиот транспорт на стоки и луѓе се едни од главните фактори за развој на една општина и нејзин економски просперитет, напредок и развој. Токму затоа како локална самоуправа во последните 12 години посветивме огромно внимание на изградбата, реконструкцијата и рехабилитација на улици во градот, општински и државни патишта кои ја офаќаат целата територија на општина Прилеп. Прилеп во последната деценија доживеа вистинска ренесанса кога станува збор за изградбата на нова патна мрежа. Само за пример, во 2005 година повеќе од 50%, цели 50% можеби повеќе, од улиците во градот не беа асфалтирани, а за изградба пак на патиштата до населените места не стануваше ни збор. За овој период од 2005 до 2016 година изградени и асфалтирани се 13 општински патни правци до населените места. Пат до Големо Радовило е изграден, должина 4,5 км, инвестиција од 20 милиони денари. Рехабилитација на патната конструкција до населено место Канатларци или Тополчани Канатларци, должина 5,8 км, инвестиција од 20 милиони денари. Пат од Подмол до Лопатица, должина 3,3 км, инвестиција од 14 милиони денари. Пат Веселчани Боротино, должина 1,6 км, инвестиција од 7 милиони денари. Се изгради пат до населеното место Бонче, прв пат во историјата, во должина од 3 км, инвестиција од 16 милиони денари. Населеното место Штавица, исто така прв пат во историјата, доби асфалтен пат во должина од 1 км, инвестицијата изнесуваше некаде од околу 5 милиони денари. Се инвестираа 12 милиони денари за патот до Дуње во должина од 3,1 км, исто така прв пат во историјата. Се асфалтираше патниот правец од Беровци до Галичани во должина од 1,2 км, 5 милиони денари за прв пат беа поврзани во историјата овие две населени места. Клепаче Рековци, должина од 2,6 км, инвестиција од 16 милиони денари, исто така многу битен пат за овие населени места. Алинци Шелеверци, должина 2,4 км, инвестиција од 17 милиони денари, за прв пат добија асфалтен пат и поврзување на овие две населени места. За прв пат се асфалтира и изгради пат до Маркова Чешма во должина од 1,4 км, за што беа инвестирани 10 милиони денари. Се асфалтира асфалтен пат за прв пат доби населеното место Волково во должина од 3,8 км, инвестиција од 24 милиони денари, како и селото Манастир во Мариово 3 км, нешто повеќе од 3 км или над 15 милиони денари потрошени и за изградбата на овој пат. Патни правци беа изградени до позначајните манастирски комплекси кај нас, кои што ќе придонесат за развој на така наречениот манастирски туризам и достапноста до овие манастири, кои токму поради патната инфраструктура која се изгради, секоја година имат се повеќе и повеќе посетители. За прв пат во историјата се изградија и патишта до следниве манастири. Трескавец во должина од 7,5 км, инвестиција од 111 милиони денари. Се изгради пат до манастирот Свети Димитрија во населеното место Селце, должина од 2,2 км, за што беа инвестирани 9 милиони денари. Асфалтен пат доби и манастирот Света Петка кај село Лениште во должина од 1,2 км, инвестиција од 6,6 милиони денари. Исто така за прв пат во својата историја асфалтен пат доби манастирскиот комплекс Свети Преображение во селото Зрзе во должина од 7,5 км, за чија изградба беа инвестирани 1,6 милиони евра. Освен општинските патишта се асфалтира и повеќе магистрални и регионални патишта. Патот А3 или Дреново Плетвар, трета лента од должина од 10 км, инвестиција од 273 милиони денари, обезбедени од Министерството за транспорт и владата на Република Македонија. Се асфалтираше Р1303 од Прилеп до Мажучиште во должина од 10 км, инвестиција од 77 милиони денари. Прилеп Големо Коњари или патот Р1306 во должина од 11 км, за што се инвестираа 70 милиони денари. Нов асфалт доби патниот правец Ново Лагово Кадино село или пат во должина од 7 км, инвестиција од 45 милиони денари.
Нов асфалт доби и клучката влез во Прилеп од страна на Битола кај хотел Салида, за што се инвестира 2.850.000 денари и во должина од 1,6 км се санираше патот А1 Плетвар, за што се потрошија 6 милиони денари. Лани започна асфалтирање и реконструкција на стариот пат за Битола од Прилеп до Тополчани во должина од 4,3 км, за што се инвестира 10,2 милиони денари. За 12 години Прилеп доби вкупно асфалтирани улици во должина од 83 км, за што се инвестира 9 милиони евра, и тоа само во градот. Се асфалтираа вкупно 45 км општински патишта, инвестиција од 5 милиони евра, и асфалт добија повеќе државни патишта во должина од 44 км, инвестиција од 8 милиони евра. Значи, за 12 години во Прилеп се асфалтираше патна мрежа во должина од скоро 200 км, за што беа инвестирани 22 милиони евра. Ова досега се нема случајно во целокупната историја на постојање на општина Прилеп. Но нема да застанеме тука, како и сите други инвестиции во најразлични сфери од општественото живење. Лани започна, а годинава продолжи изградбата на капиталниот проект експресниот пат Прилеп градско, чија должина ќе изнесува 33,5 км, а инвестицијата е вредна околу 80 милиони евра. Патот треба да биде изграден до 2019 година, а изградбата е поделена во 3 фази. Моментално интензивно се гради втората фаза од овај пат во должина од 10 км, кој се протега од селото Фариш до Дреновска клисура, делница која чини околу 31,8 милиони евра. Изградбата се финансирана со кредит од Европската банка за обнова и развој. Првата фаза пак е на потегот градско Росоман, клучка кај Кавадарци во должина од 16 км, а инвестицијата од 31,4 милиони евра. Изградбата е планирана да биде финансирана од ИПА-2 фондовите и се планира да започне во текот на ова година. Изградбата според планот треба да трае 24 месеци. Третата фаза е проширување на патот во делот на Тројаци Плетвар и влезот во Прилеп во должина од 7,5 км. Проценатата вредност изградба е 5,7 милиони евра. Изградбата на ова фаза ќе биде финиширана од буџетот на јавното предпријатие, а се очекува распишување на повик за градежни работи исто така во текот на оваа година. Во текот на 2017 година се планирани повеќе градежни активности на уличната мрежа во општината и населените места, како и тековно одржување на истата. Позначајни проекти кои ќе се реализираат во текот на оваа година се планира изградба на улицата Кеј 1 мај покрај реката, после извршената постапка за експроприација која е во тек на делот од крстосницата на улица Кузман Јосифовски кај старата автобуска станица, па се до вкрстување со улицата Андон Слабајко кај Железнички мост, што значи ќе биде изградена нова улица со која ќе се растерети централното градско подрачје, и тоа на потегот од стара автобуска до мостот кај Сточен пазар на селбата покрај градската река. Ке се реконструира дел од улицата 11 октомври доградба на мостот на градска река со кружен тек кај Табана. Техничката документација комплет со одобрение за градба е завршена. Проектот е аплициран во програмата на Светска банка за подобрување на општински услуги и по обезбедувањето на финансиските средства се планира да отпочне реализацијата на еден од најкрупните и најважни проекти во текот на оваа година. Се планира исто така реконструкција на повеќе улици во градот и населените места, согласно програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Прилеп, како изведба и реконструкција на тротоари на улиците. После завршувањето на оваа програма во текот на оваа година планираме да од 10%, значи падне процентот на испод 5% на неасфалтирани улици. Да, во зависност од проектот на канализација. Меѓутоа, очекувајќи дека и овој проект ќе заврши во теконата 2017 година, значи голем дел од овие улици практично нема и да има нека улица која нема да биде асфалтирана во целото градско подрачје, во сите населби. Исто така, во индустриската зона Прилеп 1, како и во новата стамбена населба Градина, ќе се продолжи со реализација на изведба на уличната мрежа, во тек изработка на техничка документација за реконструкција на булеварот Гоце Делчев
и тоа на целиот потек од Прилепски бранители, значи кај Липа кружниот тек, па се до кружниот тек Карпала кај 13-катницата, со што е предвиден и нов кружен тек на 1 до 2 потези, проширување на улицата, пешачки, велосипедски патеки, зелен појас, што значи во вистинско светло ќе представува оваа булеварска улица. Како што и претходно напоменав, изградбата на инфраструктурата интензивно како што се одвиваше во текот на овие години, ќе продолжи во текот на ова 2017 година, а после изградбата и рехабилитацијата на голем број улици и патишта и после завршувањето на проектот канализациони системи пречистителна станица, Прилеп ќе биде еден од градовите до крајот на оваа 2017 година со најдобра внатрешна и надворешна инфраструктура. Патната мрежа во општина Прилеп се состои од општински патишта и улици. Општинските патишта се оние кои ги поврзуваат градот со населените места, го поврзуваат градот со државни патишта, со културно-историски споменици или со спортско-рекреативни центри. Во општина Прилеп се категоризирани 44 патни правци кои се со вкупна должина од 210 км. Во градот Прилеп имаме улична мрежа со вкупна должина од 170 км. И ако на тоа сето се додадат уличната мрежа во населените места, произлегува дека во општина Прилеп имаме патна мрежа подолга од 500 км. Само пред нешто повеќе од 10 години, повеќе од 50% од уличната мрежа во градот беше неасфалтирана. Во меѓувреме се асфалтирани многу улици во градот, така да сега состојбата со уличната мрежа е сосема поинаква. Остануваат неполни 10% неасфалтирани улици во градот и тоа пред се во населбите каде што поминува проектот за реконструкција и проширување на канализационата мрежа. Во периодот од 2005 до 2016 година се асфалтирани повеќе од 83 километри улици во градот и населените места, или асфалтирана е вкупно површина од 450.000 метри квадратни под асфалт. Едни од покапиталните објекти во овој период што се изградија пред се е тука влезот на градот, улицата Александар Македонски, од бензинската пумпа на Лукойл па се до крстосницата кај Солидност, во должина од 1800 метри, која доби еден булеварски изглед со 4 коловозни ленти, на дел среден разделен појас, велосипедски патеки, двострани тротоари, комплет подземна инфраструктура и ново улично осветлување. Исто така булеварски изглед на улица доби и улицата Октомвриска до кружниот тек кај Стара Стерна или Прилепско сегашно поле, која исто така се здоби со 4 коловозни ленти, среден разделен појас и склос нова инфраструктура како за пешачко движење, така и светлосното и осветлувањето на улицата беше сосема ново. Во тек е завршната фаза на изградбата на улицата Димо Наредникот, од потегот на крстосница со улица Бидимаш па се до мостот на Градската река, каде што исто така се работи една булеварска улица која веќе е во завршна фаза, се чека само почетокот на градежната сезона, уште да се заврши комплетно завршниот асфалтен слој и да се пушти во употреба. Градот се доби во овој период и со 4 нови крстосници со кружен тек на сообраќајот. Овие се посебно битни да се напоменат, затоа што кружниот тек на сообраќајот е еден од најбезбедносните сообраќајни решенија на крстосниците. Не само што се зголемува безбедноста на сообраќајот, него се изфрла семафорската сигнализација, се зголемува протокот на улиците, а воедно и пропусната моќ се зголемува и се смирува сообраќајот на истите. Значи, во овој период, покрај кружниот тек кој го знаеме од поодамнешно ке порадашна Стерна, се изградија кружни текови кај старата општина, кружниот тек се изгради кај хотелот Липа, кружниот тек кај поштата и кружниот тек кај Солидност. Се асфалтира и реконструира улици низ сите населби низ градот. Но тука позначајно е да се спомене дека во овој период во индустријската зона Прилеп 1 се изведе комплет подземната инфраструктура. Додека исто така во овие неколку години уназад се асфалтира во таа зона повеќе од 800 метри улици со тенденција во следните 2-3 години да се заврши комплет инфраструктурата во истата. Прошлата година се отпочна со реализација на патната инфраструктура во новата стамбена населба Градина. На првиот блок комплет подземната инфраструктура се изведе, а се почна воедно и со земјаните работи за
изработка на уличната мрежа. Се работеше, значи, не само во градот, значи во периодот кој е изминат се работеше и низ населените места. Се асфалтираа доста улици и низ населените места. Со нови асфалтни улици се здобија големо коњари, мало коњари, канатларци, ново лагово се асфалтираше во населеното место Селце, Мажучиште, исто така се асфалтираа улици во Галичани и Кадино село.